Токму така, добро утро по втор пат, овој пат еве не од Битола, односно со слика и тон се наоѓаме во општина Новаци. Нашиот денешен гостин, како што најавивте, првиот човек на општината, господинот Стефче Стефановски, градоначалник, со кого ќе поразговараме повеќе околу проектите кои што се во тек и оние кои што се планираат да се изведат во наредниот период. Добро утро, градоначалник. За почеток ќе почнеме со оној најголемиот капитален проект, односно со изградбата на индустриската зона и оние пропратни елементи и патишта околу нејзе. Што ќе значи тоа за Новаци? Токму така, значи во периодот од овие 3,5 години од доаѓањето на позицијата градоначалник на општина Новаци, јас една од покапиталните работи на кои што се зафатив беше изградбата на индустријска зона, односно економска зона во рамките на општина Новаци, се со цел која ќе во иднина би допринесла за подобар и поквалитетен живот секако на нашите жители, на жителите од регионот, со тоа што во иднина би имало и инвестиции, фабрики од лесната индустрија, кои што се надеваме дека ќе го зголемат економскиот стандард на овој дел од Македонија. Успешно работиме на оваа проблематика, значи имавме големи предизвици во цел овој период кој што помина, од проектна документација, од сите пропратни документи кои што ги имавме до целта да дојдеме до изградба и реализација. И сега во моментот се работи на изградбата на главните улици, кои што веќе се асфалтираат, кои што ќе поврзат индустријската зона, на површина ќе зафаќа од околу 20 на хектари, вкупно 16 парцели за 16 фабрики. Полојната од парцелите веќе ги продадовме, дел од инвеститорите се од земјава, дел се странски инвеститори, се работи на проектната документација на новите фабрики кои што ќе никнат во индустријската зона, и да се надеваме дека за неколку месеци ќе ги удриме камен темелниците на неколку индустријски капацитети кои што ќе никнат во општина Новаци. Така, со тоа ќе се зголеми бројот на вработување кои се проекти поважни кои што досега ги реализиравте или оние кои што во моментот се работи на нив? Покрај овие проекти кои што покрај овој гледан од главен проект, капитален проект за општина Новаци што го работиме и на некои други капитални проекти. Секако работиме за подобрување на патната инфраструктура со обнова, рехабилитација и изградба на нови улици, асфалтни улици, патишта. Во овој период од 3-4 години имаме асфалтирано близу 10 километри нови улици. Работиме на подобрување на изградба, во моментот се работи на изградба на спортско-рекреативна патека на влезот во Новаци, која што ќе значи нешто одлично, нешто многу добро за развојот на младите, за спорт, рекреација, секако и на возрастните генерации кои што ќе имаат шанса да се дружат, рекреираат, спортуваат. Тоа е еден од поклучните проекти кои што во овој момент го работиме. Во целокупниот овој период работевме на реконструкција, рехабилитација на сите детски паркови, на 9 детски паркови. Направивме темелна реконструкција, рехабилитација. Направивме фудбалскиот стадион на ФК Новаци, го реконструиравме темелно, го прилагодивме за да може да се надпреваруваат сите фудбалски рангови на фудбалско надпреварување во Македонија. И работиме на низа други проекти, имајќи предвид што нашата општина е распространета на огромни територии, како во рамничарскиот, така и во риско-планинскиот мариовскиот дел. Секаде се трудиме да обрнеме внимание што можеме повеќе за да им го подобриме квалитетот на живот на нашите луѓе. А секако главниот акцент го ставаме на младите, на основците, имајќи предвид што и нашата општина не има одбегнато белата чума што ни се случува секаде во Македонија, исто и кај нас, меѓутоа правиме максимални напори за овој тренд да го во најмала рака запреме, а зашто да не и да го спречиме, да нашите млади луѓе да не се иселуваат, а главната причина која што ја работиме во таа насока е да го подобриме квалитетот на образовниот процес во основното училиште Славко Лумбарковски во Новаци и токму поради тоа правиме низа активности за подобри услови за нашите деца. Една од главните работи кои што ја направивме пред една година е што воведивме бесплатен оброк на сите ученици, мислам, може би сте една единствена општина во Македонија, бесплатен оброк за сите ученици од 1 до 9 одделение. Покрај тоа на 4 одделенците им обезбедуваме таблети за непречено одвивање на наставниот процес. Сите овие 4 години веќе им обезбедуваме на сите 4 одделенци. Ги направивме условите за работа на наставниот научниот процес
да бидат непречени со сите технички помагала, што значи дека нашето основно училиште ги задоволува сите критериуми за непречено одвивање на наставниот процес. Така, покрај проектите, во моментот имате, мислам, дека 3 јавни повици за субвенционирање на различни намени, за клими, за возачки, па повеќе околу тоа? Па овие 2-3 недели направивме 2-3 јавни повици. Едниот е за обезбедување на инвертер клима уреди за жителите на општина Новаци, а другиот јавен повик е на младите луѓе да им обезбедиме, да им помогнеме во добивањето на возачка дозвола, односно да им го олесниме патот кон целта за возачка дозвола, односно 10.000 денари им обезбедуваме дел од средствата кои што ги кошта за уплата на возачкиот испит. Тоа е нова мерка која што направивме ова година, сега имаме доста голем интерес. Втор пат субвенции за клими? Втор пат субвенции за клими во овие 3 години. Покрај овие повици за субвенции на клими, имавме и повици за субвенционирање за обнова на термоизолациони фасади на куќите и домовите во општината. И значи се трудиме да им помогнеме во било кој основ на нашите жители. Ви благодарам за вашето одвоено време за гостувањето. Ви посакувам успех на сите полињени проекти кои што работите. Ви благодарам на што ни бевте наши гости. Се надеваме дека овие проекти, јавни повици и поддршката која општината ја нуди на незините жители ќе ги задржи овде во општина Новаци, има околу 3000 жители, дека ќе го спречи нивното иселување и дека во иднина и во следните наши јавувања бројот на жители ќе се зголемува. Студио.